Комбајните се тука, но за жетвата на оризот ќе го чекаат сонцето. Без топлината и светлината берикет не може да се очекува, велат искусните. Тодор Голубов од Блатец со срп ги ожнеа првите неколку корени да го запази временскиот рок за старт на овие активности. Жетвата во Виница доцни, приносите до овој момент се повеќе од очекуваното. Единствено дождот може да ги скрати, вели Голубов. Оваа година поради неповолните услови, жетвата малце ќе ни биде покасно започната и дури овие неповолни услови ќе влијаат и на квалитето. Ако биде многу влажна годината, не може добро да созрее ориз. До сега е квалитетот добар, но ако продолжи вака времето, нема да биде добро. Западналиот, што е паднаната маса на ориз, не е поволно тоа. Едно 10 дена ќе доцни жетвата. 800 тони е очекуваното производство од реколтата 2015 од 180 хектари засејани со ориз на територијата на општина Виница. Во текот на 2015 година на територија на општина Виница, вклучително и Блатец, засејани се оризови површини на површина од 180 хектари, од кои 50 хектари засејани во Блатец и 130 хектари Виница со градот со пониските села, низинските села, се вкупно 180 хектари. Некаде од овие 180 хектари, имајќи ги во предвид комплетно целосно условите, климатските услови, почвените услови со кои располагаме како Виница, од друга страна и наводнувањето кое оваа година можеме да се похвалиме дека беше на задоволително ниво, очекуваме приноси од околу 4500 кг по хектар, или вкупно околу 800 тони. На територијата на Виничко, турските сорти ориз се уште се минимални, иако во соседството веќе ги надминаа традиционалните, а за откупните цени оптимизам влева и новата турска инвестиција во жито ориз. Жито ориз, за кој има информација дека дел се продадени на турски партнер кој инсталира во моментот нова технологија за преработка на оризовата арпа, пред се во делот на оно што значи селекција на зрното, така да очекуваме дека и тој, заедно со партнерот од наша страна, дека ќе врши откуп и преработка на оризовата арпа. По цена се надеваме дека ќе биде на задоволително ниво, што ќе биде од обостранен интерес како на оризопроизводителите, така и на откупувачите. Иако не е основна дејност, сепак оризот се уште е на врвот на приоритетните култури за многу земјоделци во Виничко и најпрофитабилна после градинарството, воштарството и сточарството. Кога се во прашање повеќе хектари, а не декари, кои квалитетно и навремено се обработуваат, профитот не сме да изостане.